Образованието е најмокното оружје со кое можеме да го промениме светот, но и најсилниот штит со кој еден народ ја брани својата иднина. Држава може да изгради патишта, мостови и фабрики, но ако не создава образовани генерации, таа гради без темели. Светите Кирил и Методи тоа го разбирале пред повеќе од 11 века. Тие знаеле дека народот не се издигнува само со политичка моќ, туку пред се со духовна зрелост и со просвета, истакна председателот на македонската влада, обраќајќи се на свечената академија Од слово до вечност, што се одржа во црквата Света Софија во Охрид по повод денот на сесловенските просветители. Во едно време кога знаењето било привилегија на малкумина, тие испратиле порака која и денес е современа и денес е моќна. Дека секој народ има право на образование, на култура и на духовен израз на свој јазик. Токму затоа нивното дело е поголемо од историски настан. Тоа е победа на светлината над темнината, победа на знаењето над покорувањето. Народ што не ја познава својата писменост и култура, лесно станува туѓ во сопствената историја. Премиерот нагласи дека не смее да се дозволи националните теми да се злоупотребуваат за политички и партиски интереси, со порака дека е потребно обединување околу националните прашања и европската иднина на државата. Македонија се соочува со сериозна и неправедна блокада во низините интеграции. И можам да ги разберам, иако не ги оправдувам позициите на еден од нашите соседи. Но не можам да ги разберам, ниту оправдам домашните политичари кои делуваат како специјални пратеници на раководството на една наша соседна држава. Тоа што тие го зборуваат, тоа го зборуваат и овие нашиве домашниве политичари и нивните представници. Поразително. Тоа не поразува и како нација. Нема пари, нема моќ и нема причина поради која би го предал мојот народ или би направил нешто на негова штета, рече Мицкоски, потенцирајќи дека нема да отстапи од тоа да им дише во врат на оние кои се богатат и печелат на маката на народот. Ова е последната шанса на оваа генерација да создаде нешто вредно што ќе остане за сите наредни. Нашите одлуки ја одредуваат нашата иднина. Ако се држиме цврсто и обединето, без оглед на тоа кој е на другата страна, ќе останеме цврсти, а споделената мака е помала мака. Токму тоа јадро било разнишувано и удирано во историската судбина на Македонија. Македонија мора да биде дел од Европската унија. Но мора да останеме сочувани и достоинствени. Мора да се бориме за она во што веруваме. И концептот на обединување мора да се постигне на здрава основа. Направив се како претседател на владата за да подадам рака кон овие кои што се денес, за жал, мекото ткиво на македонскиот идентитет, да се свестат, заедно да се обединиме, да се бориме, да бидеме обединети. Тие секоја шанса ја испуштија. Тоа што некои се лидери на политички партии во опозицијата ја имаат таа улога, не значи дека се лидери на својот народ. Одбивајќи да се обединиме за националните прашања, тие се осудени на пропаст. Стануваат маргинални служители на тугите интереси, истакна Мицкоски и повика на народно и интелектуално обединување на државата. Ова е последна шанса за Македонија. Мораме да ја искористиме. Ќе разговарам со секој, ќе го мотивирам секој кој сака да помогне и да се вклучи во процесот на Македонија која забрзува и оди напред. Во 21. век токму тоа ќе ги одредува силните држави. Држава може да биде мала по територија, но голема по дух. Може да нема огромно богатство, но да има народ што знае, создава и остава трага. А народот што има слово, култура и образование никогаш не е мал народ.